Мојот соговорник обиде да и даде димензија на тоа дали е во прашање нашиот ментален склоп во барањето на правдата, вклучувајќи ги пред се политичките елити. Мој гостин и гостин на утрински брифинг е Александар Наков, долгогодишен судија, обвинител и адвокат. Господине Наков, се нервирате ли кога гледате Мијалков пуштен, Тачи пуштен, траат процесите по 2-3 години, кога судиите наместо од сабајле до вечер да процесуираат дела, ќе закажат еднаш, два пати, три пати. Како ви мириса овој амбиент? Нормално е тоа, затоа што јас сум веќе во тие години, можам слободно да кажам, веќе пензиониран правник. Гледајќи сета таа ршомонијада што ни се случува во судските, обвинителските кулари, не можам а да не речам дека го мирисам лошото, го мирисам она што значи погодување, договарање во врска со кривично-правните настани, процесите што се водат во судовите. Не можам да ја одбегнам помислата, убедувањето што го носам во себе, дека за тоа има, да не речем, договор, меѓутоа нагодба некоја помеѓу политичките партии. Кој со кого? Дали е тоа прикриена амнестија? Па на еден начин е, ако влегуваме во такви работи, да го пролонгираме периодот, времето кое е потребно за да се заврши еден процес, а тоа трае со години, да ни застаруваат предмети, а за тоа да не се бара одговорност од никого, дали е јавен обвинител или судија, тогаш сомнението постои кај секој. Еве класичен пример е ТНТ. Се пролонгира, како што рече нашиот гост Фијат Цановски, над 50 и кусор рочишта, 15 се пролонгирали заради екс-градоначалникот Тони Трајковски. Јас едноставно како граѓанин се прашувам, не е ли е време обвинителот да издаде наредба за притвор на сите осомничени само поради основот да не се пролонгира судскиот процес? Задира ли тоа во слободата на индивидуалните права, наспроти, например, колективната свест дека ние сме речиси атрофирана правна држава? Ако е тоа очигледно, јавниот обвинител мора да реагира. Нереагирањето на јавниот обвинител значи не извршувањето на собствената, на својата функција. Само на тој начин. Значи, без респект за кој лица станува збор, ние како да сакаме силата, правдата, правичноста, законитоста да ја покажеме на обичните луѓе, на оние со марулите, на оние со кебапите и така натаму. За жал, овие крупни луѓе, ајде да не ги наречам риби, аршинот е сасвим другачи. Господине Наков, 5 предмети може да бидат одложени од почеток, и тоа се како вие велите, крупни риби. Меѓутоа, се чини дека ТНТ е еден класичен пример на сплет на приватниот и политичкиот интерес и политичката тортура. Цановски вели дека тоа е однос на Груевски кон политичките противници. Она што мене ме интригира, зошто и судот, председателот на судот не реагира со барање до Републичкиот судски совет да ги замени поротниците, за да не се случува ова дека заради заминувањето на поротниците во судскиот совет се одложи или пропадне целокупната досегашна постапка. Баш тоа не се случува во овој предмет и за волја на вистината морам да кажам дека постојат законски пречки за пролонгирање, односно повтарање, добивање нов мандат на судијата поротник. Тоа по законот не е можно. И нужно е да таквиот предмет почне од тоа. Што се однесува до почетокот на овие предмети, да речеме, можеме и да очекуваме, но дали е возможно пролонгирање кое ќе дојде до застареност? Баш тоа сакам да му кажам, дека ако законска можност не постои, тогаш нема друго освен предметот да оди кон застарување, за тоа што мора да почне од почеток. Како сами рековте, 50 рочишта не успеале да го завршат. Тука мора да има реакција од телата, тоа се јавниот обвинителски совет или судскиот совет, во однос на можноста за избор на
поротници кои не можат да влезат во една ваква ситуација. Можноста да бидат заменети суди, можноста да им бидат одземени предмети на суди кои очигледно водат кон тоа да предметот застари. Поништена е правобитната одлука за Тачи и за Мијалков во однос на изборните нерегуларности со констатација на апелација дека се направени битни повреди. Апсолутни повреди. Што на одреден начин зборува за, да речем условно, или за свесни или за несвесни или незнаење на судијата кој го води предметот. Не би рекол јас дека тоа е поради незнаење на судијата. Јас мислам дека таквите грешки се прават свесно, за да по договор се дојде во една таква ситуација. За жал, сето тоа кај народот ствара недоверба во системот, недоверба во судите, недоверба во сето она што ни се случува. За волја на вистината, како судите да бидат обвинителите пред се, па и судите, кога да бидат спремни да ги решават само ситните предмети, малите предмети, предметот за Мерцедесот и не знам такви да не ги редам неколку, за крупните предмети, предметите кои значат многу нешто за државата и за граѓанството, беа оставени на страна. Дали ја плаќаме ова судска решение цената на интеррегнумот? СЕО не функционира, специјално, односно, јавното обвинителство за организиран криминал практично е во тесен тајминг да ги интензивира процесите на сомневање и докажување. Со самото јавно обвинителство од почетокот, значи од основањето, почнувањето со работа, па и престанокот на работа на јавно обвинителство се направија такви некои грешки. Првите грешки беа направени при донесувањето на законот. Во тој закон не се даде што во вакви ситуации може да се случи. И втората работа дека не беше нужно престанокот на работа на јавното обвинителство. Беше нужно само промената на катица. Се огрешила во нејзината работа, ќе дојде нов и требаше да си ја продолжи работата. Пренесувањето на работата на СЈО во организиран криминал, во основното одделение за организиран криминал, покажува дека истите луѓе треба да влезат во тоа обвинителство и да продолжат со работата. Значи, ќе немаме ништо ново, тоа обвинителство постоеше и пред тоа. Тогаш се постава прашањето зошто беше формирано СЈО. СЈО беше нужна потреба ради неработењето на редовното јавно обвинителство на Марко Зврливски. Наков, ние обично се фокусираме ветин кај судиите, нели? Но ми се чини дека вие адвокатите како да сте во сенка. А сегашните процеси покажуваат дека ги користите, ама апсолутно сите допуштени, па и недопуштени средства да ги одолговекувате процесите. Вклучувајќи, например, и бизарноста, дека еден адвокат, кој некој треба да го знае македонскиот јазик, нели, побара, заради тоа што е службено назначен, една играрија во која сака да ги спаси главните осомничени со дополнителен превод на целокупната документација за дотогашниот судски процес. Има тоа логика? Како не? Дали вие ја користите таа играрија во која од една страна се обидувате да ги штитите човековите права, а од друга страна како индивидуи и како фела сте одговорни за функционирањето на правниот систем? Јас ќе зборувам како представник од таа фела, бидејќи не сум директен учесник во предметите што ги поведе специјалното јавно обвинителство, меѓутоа сум согласен со вас дека тоа се играри во кои играри учествуваат и адвокатите заедно со судите и доведуваат до такви ситуации кои водат во една безизлезна ситуација, односно, така да речем, губење на предметот, застарување на предметот, терање работата на нивната вода. Знаете што, јас се сеќавам на случајот Пајажина, кој исто така беше огромен и по бројот на осомничените и по бројот на доказаните. Па тој сепак заврши во еден рационален рок. Што е тоа што ние 4 години не можеме да се справиме со олигархијата која не доведе на работ на недоверба на луѓето кон правниот систем? Морам тука да нагласам дека ние живееме во едно време на лудило, едно време на можност секој да работи што сака и како сака. И затоа дојдовме во една ситуација, оваа влада, ова владеачко мнозинство имаше ретка можност да стави крај на
реметењето на правосудниот систем. Тоа не се случи. Резултат на сето тоа е и невербата во владата, во ова мнозинство. Тоа го покажуваат анкетите на граѓаните, каде што негде околу 46, 50% оди невербата на луѓето во ова коалиционо мнозинство. Уште подраматично е што луѓето не веруваат во основата на заштита на нивните права и слобода, тоа е судството. 1,9 според некои најнови истражувања се довербите во судството. И на крај, господин Наков, што туку го чувме разговорот со Фијат Цановски, тој беше фин, елегантен во искажувањата дека не знае колкава е штетата, иако знам дека има вештачени кои зборуваат и за 50.000 евра. Моето прашање, кој ќе ја плати штетата? Државата, наспроти бенефитите и штетите што ги нанесува Груевски и неговата тајфа? Или треба, например, да одговараат тие што се осомничени и осудени за ова дело? Доколку мене лично ме прашувате, јас сум на ставот дека за тоа треба да одговараат лицата што допринеле да дојде до стварање на таква штета. Значи, тоа се осумничените. Зошто? Затоа што самиот закон за облигациони односи бара не е доволно само да има штета. Поради чија вина настапила штетата. Ако тргнеме од тоа, основно правило што го бара законот за облигациони односи, тогаш не смееме граѓаните да ги теретеме со такви обврски некому, односно да ја надоместат штетата што е предизвикана со работењето, односно неработењето на постојачката владичка гарнитура. Поштовани гледачи, тоа беше Александар Наков, поранешен обвинител и судија, актуелен адвокат. Темата судство, која и натаму ќе биде една од доминантните и во утринските брифинзи на оваа телевизија.